Утрински стихови од Библијата. 24 септември. Посветеноста на Исус. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Филипјаните 2:8. Исус ја носеше страшната тежина на одговорноста за спасение на луѓето. Тој знаеше дека доколку не дојде до одлучна промена во принципите и целите на човечкиот род, се ќе биде изгубено. Тоа беше товарот на неговата душа и никој не можеше да ја согледа тежината на бремето што почиваше врз него. Низ детството, младоста и зрелоста тој чекореше сам. Сепак, да се биде во неговото присуство беше како да си во рајот. Ден за ден тој се соочуваше со проби и искушенија. Ден за ден тој доаѓаше во допир со злото и беше сведок на неговата моќ врз оние кои копнееше да ги благослови и спаси. Па сепак, тој ниту потклекна, ниту се обесхрабри. Во се, тој ги држеше своите желби строго подредени на неговата мисија. Тој го прослави својот живот, така што се во него го направи подредено на волјата на својот татко. Кога мајка му, откако во неговото детство го најде во рабинското училиште, му рече: "Синко, зошто ни направи така?" Тој одговори, а тој одговор го представува основниот тон на неговото животно дело. "Зошто сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она што е на мојот татко?" Истата посветеност, истата преданост, истата покорност на барањата на Божјото Слово, кои се манифестираа кај Исус, мора да се видат и кај неговите слуги. Тој го напушти својот дом на сигурност и мир. Ја напушти славата што ја имаше со таткото пред да настане светот. Ја напушти својата позиција на престолот на Вселената и излезе како страдален, искушуван човек. Излезе во самотија, да сее со солзи, да го наводнува со својата крв семето на животот за еден изгубен свет.